Здраво на сите, добро дојдовте на новата епизода на подкастот Гласни идеи. Јас сум Джейлан Велију, а денес ке разговарам со другарот Никола Шиндра. Темата која што денес ке ја обработиме е тоа какви избори не очекуваат. Здраво, Шиндре, како си? Па добро, фала Джилјан на поканата што повторно ме викнавте за да можам вака и јавно да си ја искористам својата граѓанска привилегија да кажам што мислам. Нели правата не се само права, туку се и привилегии и обврски. Во некој случај па понатака во текот на емисијата ќе можам тоа подетално да го расправам. Фала. Благодарам ја што повторно прифате си дел. Првиот пат кога гостуваше, зборуваше за твојата идеја за подобро утре, понатаму зборуваше за здравството, за работничките права и сега конечно за изборите. Од последните неколку денови сведоци сме на тоа дека власта ја наводно кажано ја нормализираше состојбата, се укина полицискиот час, угостителските локали почнаа со работа. Но дали се намали ризикот од заразување? Ваквата одлука на владата се повеќе не наведува да размислуваме дека состојбата е нормализирана поради одржување на избори, а не затоа што е намален ризикот од заразување. Па Шиндре, што мислиш ти околу сето ова? Дали стварно ризикот е намален или па ова ситуација користат властите за да закажат избори? Видете, јас не би можел во целост доследно да одговорам на вашето прашање, Джилјан. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е, пред да почнам да објаснувам, е следното. Јас не верувам во овој општествен систем. Јас навистина не верувам дека неолибералната демократија и капитализмот можат да овозможат добар живот за целокупното население или барем за поголем дел од населението, па оттаму јас не мислам дека системот може да обезбеди и фер избирачки систем или фер избирачки процес во рамки на постојниот систем. Мислам дека овој систем не може да донесе напредок и развој и оттаму не може да донесе ниту правда или било какви бенефиции за поголем дел од граѓаните. Се разбира, ова е мој личен став и мислење и јас стојам на оваа позиција, меѓутоа сметам дека е фер и демократска пракса покрај сите опции понудени на следниве парламентарни општи избори што ќе не очекуваат ако истите се закажат, сметам дека треба да се расправа и за опцијата неизлегување, односно неискористување на правото или обврската на гласање, ако сакаме така да кажеме, на предстојниве избори, затоа што сметам дека е демократски секоја институција да биде поставена под знак прашалник, оттаму и институцијата избори мора да биде поставена под знак прашалник, за да ние во иднина можеме да разглабаме и да размислуваме како изборниот систем да се модифицира спрема волјата на гласачот и спрема потребите на гласачите, односно на граѓаните, жителите на одредена територија, а не само според потребите на власт. Тоа е накратко она што би сакал да го кажам за да ме разберат подобро вашите гледачи и оние што мене ме слушаат, моите другари и моите пријатели, па и познаници, во однос на мојот став за она што какви избори не очекуваат. Добро, Шиндре, ти благодарам. Ти спомна и неизлекување на избори, односно тоа сам се нарекува и бойкотирање на еден начин. Што да се прави во случај кога некој не е задоволен од ниту една политичка партија, не наоѓа ништо соодветно за избор во нивните програми или едноставно не сака да учествува на ниту еден начин во изборниот процес? Дали треба да постапува како ти што кажа, да ги бойкотира изборите, да не излегува на изборите? Видете, јас затоа и не го искористив терминот бойкот, затоа што терминот бойкот означува организирано спротивставување или неделување во однос на некое општествено прашање. Јас навистина не мислам дека можам да се приклучам кон организирано бойкотирање на изборите, затоа што сметам дека за да се приклучиш кон организиран бойкот на одредена демократска институција, треба да дадеш алтернатива на истата демократска институција или пак да имаш јасна визија што сакаш да измениш со својот бойкот. Оттаму јас не го користам зборот бойкот и сметам дека е јасно да се каже и одговорно дека јас не сакам да го искористам сопственото гласачко право затоа што го сметам како обврска, а не како привилегија.
во овај момент. Треба повеќето од нас да сватат дека изборите во оваа држава, во Македонија, во низата на изборни циклуси кои што сме ги имале, од општи, парламентарни, председателски, локални избори, не носат промени. Зошто не носат промени? Затоа што во рамки на овој систем, на слободен пазар, на неолиберална економија и неолиберална демократија, не можат да се донесат многу промени на изборите. Оттаму сметам дека врз база на личните односи и контакти кои што ги имам со моите другари, пријатели, блиски, познаници, повеќето се незадоволни, тие тивко нема да го искористат своето право на глас. Она што јас сметам е, навистина не би сакал тивко да не го искористам собственото право на глас, односно би сакал да искористам, да кажам зошто нема да го искористам собственото право на глас. Сакам само да додадам уште една работа за ова, зошто не е толку лошо и да не се искористи. Мене ме загрижува она што е толку тесно толкувањето на правото на глас и правото на избор. Правото на глас јас како го поимам? Правото на глас треба да се поима така што кога ние како граѓани ќе апелираме на нехигиенските комунални услови во град Скопје или во друга општина низ Македонија, ќе бидеме слушнати. Кога ние ќе се расправаме со локалните власти за зачувување на некој парк наместо изградба на капна гаража или зграда, треба да бидеме чуени. Кога нашите лични барања за собирање на финансиски средства за лекување, за хируршки зафати, за здравствените катастрофи кои што ни се случуваат заради здравствениот систем како дел од системот во кој што живееме, ќе бидат слушнати, тоа е исто така правото на глас. Изборот да се пие чиста или загадена вода за пиење, исто така е дел од правото на избор. Ако ние го стесниме толкувањето на тоа што означува правото на глас, правото на гласање, правото на избор или правото на избор, тогаш ние ќе западнеме во рамката да дискутираме за право за избирање помеѓу неколку политички опции, помеѓу неколку партиски опции, а да не дискутираме за избор помеѓу повеќе политички суштински разлики кои што ќе го дефинираат нашиот живот, односно ќе ни помогнат да имаме подобар или полош живот. Тоа е она што би сакал јас да го надополнам како ново прашање и зашто сметам дека не ги гледам предстојни избори како фера опција за тоа што би сакал јас да избирам. Ова за мене е легитимна позиција да не учествувам на изборите заради овие наведени прашања. Се разбира, тука не мислам дека треба другите да ме следат доколку тие се убедени во електорализмот и доколку тие навистина сметаат дека за окружувањето на одредена партија на следниве избори ќе придонесе тие да се чувствуваат подобро или да имат подобар живот. Се разбира, ако е тоа нивно уверување, јас ги поддржувам исто како што сметам дека и тие треба да ме поддржат мене во мојот став да не излегувам на избор. Добро. Кажа дека тие што заговараат на некој начин бойкот не нудат друга алтернатива и затоа се мета на критики. Сад, дали ти, како ти ќе го оправдаш твојот став за неизлегување на избори? Значи, она што го кажав и претходно и што ќе го повторам, драга Джилја. Да се стои на сопствениот став, нужно опфаќа и да се биде критикуван за истиот. Значи, јас кога ете вака отворено кажувам дека нема да излегувам на избори, јас стојам на тоа дека можно и да бидам критикуван и да излезат сериозни добри аргументи против мојата идеја да не излегувам на избори. Меѓутоа, сепак па е демократски и јас да кажам дека не сакам да излегувам. Отворено кажувам дека немам алтернатива за избирачкиот процес. Јас на крајот на криштата, ова е мој личен став, врз база на она што сум разговарал со моите блиски и сметам дека не сум јас тој што треба да понуди алтернатива на избирачкиот процес. Во моментот кога повеќе граѓани ќе сватат дека изборите навистина не носат промени, а се еден период кога многу други итности на граѓаните се закочени, итноста да се бара промена во фондот за здравствено осигурување или да се барат промени во работењето на фондот за пензиско осигурување или да се бараат секојдневни промени кои што
ни се нужни нас и итни пред се, така што кога немате алтернатива во однос на домувањето, кога немате алтернатива во однос на лекувањето, кога немате алтернатива во однос на тоа дали ќе можете да излезете по 19 часот или не, тогаш сметам дека алтернативата на ова па е малце брутално да се бара. Треба да сватиме дека за некои од постапките немаме алтернатива. Па така и јас не гледам алтернатива во ништо друго, па оттаму не можам да нудам алтернатива кога не сум тргнал ни да ја барам алтернативата како одговор на тоа што нема да излезам низ. Добро, од каде доаѓа овој твој став? Кои се причините за твојот став за неизлегување на избори? Значи, власта во Македонија не може да ги задоволи социјалните барања на граѓаните. Кои се тие социјални барања? Во Скопје има над 30 иницијативи за заштита на животната средина, дали комуналната во градот или таа околу. Има заштити за има иницијативи за заштита на одредени паркови во одредени населби. Иницијативи за заштита од загадениот воздух, иницијативи за заштита на отпадните води, иницијативи за заштита на паркот, на улицата, на фекалната канализација и така натаму. Меѓу нив има уште не знам колку, значи околу 100 синдикати кои што треба да се залагаат за заштита на работничките права, кои што не се обединети. Има преку 200 организации кои што се залагаат за права на одредени групи на граѓани. Дали се тоа маргинализирани или поголеми или артикулирани нивните барања, не ни навлегува. Власта не може ниту да ги разгледува барањата на граѓаните, социјалниве барања на граѓаните кои што стигаат сигурно секој ден има некакво барање упатено до власта, а уште помалку има механизам да ги спроведе овие истите барања. И конечно, низ она што можам да видам и низ моето искуство на живење во нашата држава, е дека овие барања ќе останат секогаш на маргините и дека овие барања нема да бидат задоволени затоа што едноставно системот не функционира врз тој принцип да ги задоволува барањата на угнетените или на оние кои што имаат некаква мака од систем. Така што тоа е единственото нешто што сум успел да го изградам во ова, дека изборниот процес не зависи од мене лично како граѓанин, и оттаму го сваќам како терет и како обврска, не како право и привилегија, затоа што јас таму каде што сакам да кажам нешто не сум чуен. Па зошто да кажувам кој ќе биде на власт, кога власта, без разлика која партија е на власт, за мене е секогаш иста. Моќна е премногу и како граѓанин можеш вака да се спротиставиш со тоа што одредени процеси нема да ги почитуваш и обврски да ги завршуваш до крај. Односно, правото да се избира го оставам отворено за во некоја друга иднина кога навистина ќе не слуша власт и за дел од нашите други барања. А зарем мислиш дека во ваков систем власта воопшто ќе не слуша? Дали не сметаш дека треба да се промени системот? Бидејќи според мене Апсолутно јас отворено кажувам дека се залагам за зелено комунистичко општество и оттаму сметам дека во ваков систем електорализмот нема да може да ги донесе тие промени. Заштитата на животната средина од климатските промени. Заштитата на животната средина од конзумеризм. Заштитата на маргиналните групи на граѓани, без разлика по кој основ, дали родов идентитет, сексуална ориентација, раса, класа особено, класата. Економскиот систем кој што не угнетува, нема да се реши на избори. На избори не се променува системот. Оттаму јас навистина сум резигнантен кон овие избори, како и кон повеќето од другите и сметам дека суштински нема ништо да променат во мојот живот. Ако власта мене ме слуша за моите социјални барања, за комуналните проблеми кои што ги имаме, за здравственото и пензиското осигурување, тогаш можеби можеме повеќе да кажеме дека имаме избор, отколку сега ако излеземе и гласаме. Се разбира, ова е мој став, не знам дали е навистина вака.
Меѓутоа, ова треба да се дискутира како легитимна опција, а не да се исклучува од секоја дебата. Да. Па јас го делам твојот став и јас нема да излезам на овие избори, но јас се залагам повеќе за активен бойкот. Не пасивен како тебе. Ама друг пат би зборувале за тоа. Добро, како во иднина повеќе да се активират граѓаните за подобра иднина? Што треба тие да направат? За изборот за подобра. Ние обичните смртници треба да знаеме дека имаме многу малку избори и шанси во живот. Значи, кога ќе ви кажат дојдете да избирате, вие треба да се запрашате што можете до тој момент вие да избирате, па сега да одите на гласачкото ливче да избирате за нешто трето. Ние немаме шанса да избереме каде ќе се лекуваме. За нас болниците се лоши секогаш. Немаме шанса да избереме како ќе се образуваме. Просветата е затворена. Ние го допревме дното на Балканот и официјално со затварањето на образовните и научните институции кои што се дел од просветата на секоја држава. Културата е за никаде, немам избор ни тоа да го реши. Оттаму сметам дека онај кој што му треба велосипедска патека, а досега не бил чул од власт, треба да свати дека треба да го заземи просторот што смета дека треба да биде велосипедска патека. Онај кој што ќе изврши прекршок, а ќе има следбеници, вози велосипед на третата лента и по него има десетина души што ќе почнат да возат велосипед на третата лента, тие веќе створиле велосипедска патека. Сите ќе знаат дека на третата лента возат велосипеди. Што значи дека ако ние цело време кукаме, а ништо не превземаме лични иницијативи кои што ќе пркосат на системот, просто не можам да мислам дека изборите ќе донесат нешто ново. Ако некој е незадоволен од градската хигиена, треба да почне да мети. Ако ние се видиме со нашите соседи неколку пати како ние ја метиме улицата, никој друг не ја мети, не ја чисти, најверојатно ќе се роди некоја идеја како да се справиме ние со нехигиената во нашето мало град, зграда, двор и така натака, понатаму и за цела држава. Ако никој ништо не превзема, тогаш мислејќи дека ќе оди на денот на изборите на гласачкото место и ќе ја реши сопствената иднина во наредните 4 години, за мене е многу проблематично да сум уверен во тоа. Меѓутоа, повторно ќе кажам, ако некој навистина е убеден во изборниот систем и во можностите што ги нуди истиот, тогаш треба да го искористи сопственото право на глас и јас го поддржувам. Ние исто така треба да знаеме дека не можеме веќе да чекаме за дел од нашите социјални барања кои што се навистина итни за некој човек. Постојано има барања и не само од групи на луѓе, туку и од индивидуалци, за гладните, за сиромасите, за бездомните. И ние сега ако чекаме власта низ цел тој процес на решавање и донесување на одлуки да ги реши нивните прашања, никако не помогнеме лично да се скратиме од некое наше задоволство на сметка на некој што нема воопшто ништо, тогаш е погрешно да се размислува дека изборите ќе донесат подобар соживот, меѓуетничка толеранција и така натаму. На крајот сакам да напоменам дека неизлегувањето на избори е моје лично убедување и јас си го објаснувам како протест против се она што немаме, а во име на се она што сакаме да имаме. Не мислам дека треба да ја исполнам таа обврска на гласање кога власта не исполнила ниту една обврска спрема мене. Но ова е мој став. Вашите и моите гледачи треба да се изградат свој сопствен став и оваа моја позиција да ја третираат како легитимна опција, па макар и да не ја искористат. Меѓутоа, во секој случај, јас би сакал секој навистина да размисли што може да направи за нашата иднина, а при тоа да не е само чинот на гласање. Точно, Никола. Ти благодарам. Интересно гледиште околу изборите. И се надевам се повеќе вакви гледишта ќе има, а не само
слепо да се оди на денот на изборите, да се гласа и да се става ливчето во кутија. Ако нема што да додадеш? Видете, има многумина кои што само ова да го додадам. Има многумина кои што ме инспирирале да создадам ваков став за изборите. Јас причините за неодењето на изборите ги образложив. Оние кои што сакаат да исто кои што се против изборите треба да ги образложат своите причини против изборите. Оние пак кои што сакаат да ги искористат изборите, покрај тоа што треба да не убедат во некоја од политичките партии, треба да не убедат и зошто навистина овој изборен процес го сметаат за добро. Јас не го сметам. Треба да се води аргументирано, нели? Да. Почитувани гледачи, како што знаете, избори во Македонија, изборен процес има во просек на секои 2 години, но дискутабилно е тоа дали ние на тие избори можеме да одлучиме за нашата иднина или да избереме подобра иднина. Ви благодарам. За повеќе емисии гледајте на YouTube каналот Гласни идеи.